Во човекот еволутивно е вграден стравот од темницата. Во ноќта не знаеме што се случува и не можеме да почувствуваме што има пред нас. Несвесни за опасноста која демне. Таква и состојбата со животната средина овде на Балканот. Знаеме дека е во критична состојба, но не сме доволно свесни за последиците, ниту пак за решенијата. Само со истражување можеме да стигнеме до суштината на проблемот со животната средина овде на Балканот. Територијата на Балканот е испресечена со замислени и физички граници. Овие линии сепак не значат ништо за голем број реки, планини и езера, кои се наоѓаат на самите граници или слободно ги минуваат. Земјите од Западен Балкан не ги делат само истите природни вредности, туку и историјата и слични политички проблеми. Преку компаративна анализа и разговор со по 3 стручни лица од 3 балкански држави, ќе се обидеме да стигнеме до одговорот на прашањето: дали земјите од Западен Балкан ги делат и проблемите со животната средина? Да почнеме од дома. Во срцето на Балканот се наоѓа Македонија, држава која во себе содржи голем број на ендемити, ретки екосистеми и најстарите езера во Европа. Но негрижата за нив е видлива. Прва ќе ги издвои најголемите 3 еколошки проблеми на Македонија Рената Кјуштеревска. Таа е професор и раководител на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Последните 20 години од својот живот ги посветила на проучување на флората и вегетацијата на Македонија. Ние се наоѓаме меѓу топ 10 во светот наназад неколку години поради зголемено присуство на PM10 честички во воздухот. Сега ние ова зголемување го имаме и во летните месеци, меѓутоа посебно изразено во зимскиот период и се претпоставува дека причината за тоа е несоодветното загревање на домовите, односно користење на јаглен, на мазут и некои други средства. Следен проблем сметам дека поврзано со водите, тоа се исто така субвенционирање на правење на мини хидроцентрали, чија што бројка во последен период се зголемува на неколку десетици. Значи, речиси нема регион во Македонија каде што некоја река не е зафатена со турбини. И како трет проблем кој што го издвоив со почвата, тоа се рудниците, кои што во изминатиот период исто така некаде број над десетици, околу 100 можеби, дозволи за ископ на суровини, на минерални суровини. Проблемот е што преработеното железо и тие тешки метали се одложуваат на несоодветна површина. Јаловините зафаќаат големи простори со брани кои што не знам колку истите спречуваат, например со обилни дождови, да се измиваат овие тешки метали и да ги загадуваат околните земјоделски површини. И дали навистина е потребно да се загрозува туризмот,
здравието на луѓето наспроти бенефитот кој што го добиваат само некои поединци. Вториот соговорник е екологот доктор Драган Арсовски. По долгите студии и едукација во странство, во последните години се врати во Македонија за да помогне со неговото знаење. Истражува состојба и бројност на популации со особен интерес за влекачите и водоземците. Моментално работи во Македонското еколошко друштво. Може би има скептици кога станува збор за климатските промени, меѓутоа веќе мислам дека нема простор. Доколку сме доволно информирани, нема простор за скептицизам. Може би во дебата би можеле да водиме во однос на тоа дали се тие човечки предизвикани или станува збор за климатски промени кои се дел од некој си природен процес. Ние дефинитивно не можеме да бидеме изземени од одговорност, меѓутоа напротив мора да ја бараме сите одговорноста во сите нас, бидејќи секоја наше секојдневно действување може да доведе до зголемување и амплифицирање на овој проблем. Потребни се повеќе институции да постојат на национално ниво, кои што ќе биде, чие единствено задолжување ќе биде да собираат континуирано податоци, еколошки податоци во нашата држава. Потребно е да постојат тренирани луѓе и стручни луѓе кои што ќе работат во овие институции и чија што единствена дејност ќе биде да ги собираат овие податоци и тие податоци да бидат собирани континуирано и со дадена експертиза. Последно, разговараме со доктор Иван Блинков. Тој е редовен професор на Факултетот за шумарски науки Ханс М во Скопје, кој повеќе од 30 години се занимава со истражување од областа на ерозија и деградација на земјиште. Главен проблем во животната средина, за животната средина не само во нашата држава, туку и на секаде светот е човекот. Од кој аспект? Еве, 3 аспекта. Преку легислативата и институциите, дали добро се имплементира легислативата или дали е комплетирана легислативата, во нашата држава не. Тоа е генерално, а одговорност како поединец, сведоци сме на многу случаи, луѓе. Еве да приеме во градот. Најбанални работи, фрлаат смет секаде. На секаде фрлаат градеже, смет, сметлишта се прават. Горат се и се што. И така натака. Бесправно градат, бесправно сечат шума, палат шума, 95% пожарите. Се може би човечки фактор. И третата работа е човекот, знаењата и моќта на човекот да се справи со природата и со некои процеси во природата. Тука немаме доволно сознање. Дефинитивно. До сега е јасно. Еколошката свест е основен и најголем проблем во Македонија. Но што се случува со животната средина во Албанија? Од високите планински алпски венци на истокот до медитеранските брегови на Јадранското море на запад, Албанија е држава со изразито високи природни вредности. Со кои проблеми тие се соочуваат? Првиот испитаник е доктор Енклада Шкуртај, раководителка на секторот за загадување при Албанската државна агенција за животна средина. Незин потесен интерес е загадување на почвата од индустријата. Stocks of waste rich in various metals poses a potential risk for the contamination of drinking water reservoirs. The accumulations of these metals in plants planted by these income families and their use for personal needs for sale poses a risk of health of people. Вториот соговорник од Албанија е доктор Клодијан Скраме, професор по геофизика на Политехничкиот универзитет во Тирана. Тој истражува како климатските промени влијаат врз Албанија. Ka studime të cilat kanë përcaktuar që flitet gati për 1000-1200 km2 që do humbiten në të gjithë bregdetin shqiptar pikërisht prej ngritjes së nivelit të detit për 1 metër. Pra, në fundit kemi kombinim të dy faktore. Të dyja janë faktorë të shkaktuar nga njeriu. Në shkallë lokale kemi marrjen e sedimenteve të inerteve, keq përdorimi i tyre dhe mungesa pra e tyre sedimenteve në bregdet, dhe kjo ndodh në të gjithë bregdetin shqiptar, përveç zonës së Vjosus ku kemi akoma fitim. Edhe pse merren inete, kemi akoma fitim të pjesës së bregdetit, kundrejt luftës ndaj detit. Dhe në shkallë globale kemi për shkak të ndryshimeve klimaterike kemi një rritje të nivelit të ujit të detit
e cila ndikon edhe ajo në erozionin bregor. Последно зборуваме со Джеваир Кабланај. Тој е директор на Државниот инспекторат на општината Елбасан. Го наблюдува загадувањето на еден од најголемите индустријски центри во Албанија. Ndodhemi në kompleksin industrial të ish kombinatit metalurgjik të Elbasanit. Kjo një nga zonat dhe vatrat më të ndotura në Shqipëri. Kjo për shkak të vetë proceseve teknologjike që funksionojnë në këtë industri, kemi një ndotjet kryesore vinë për shkak të proceseve teknologjike që zhvillohen qoftë nga shkrirja e qelikut, qoftë nga petëzimi, qoftë edhe nga mini fabrikat e vogla të cilat tashmë ka filluar aktivitetin e tyre. Të gjithë këto, ky ka qenë një nga vendet më të kontaminuara, nga përllogaritja kemi pasur rreth 2 ton pluhur në 24 orë dhe i gjithë ky vend këtu ndodhet i kontaminuar. Kjo për shkak të kësaj teknologjie e cila në atë kohë ishte e vjetër dhe ka sjell pasoja serioze për popullatën. До сега делува дека Македонија и Албанија, освен Охридското езеро, Јабланица и Кораб, ги делат и проблемите со животната средина. Но дали има разлика во Србија? Србија, со своите стари високи планини, диви планински реки со неверојатните долини на Дунав, Сава и Дрина, представува вистинска скапоценост за европскиот континент. За нивните проблеми, прв зборува доцент доктор Александар Четковиќ. Тој е професор на Факултетот за биолошки науки при Универзитетот во Белград, на катедрата за екологија и географија на животните. Се занимава со истражување на биолошката разновидност. Oni problemi koji bih ja voleo da izdvojim iz mog domena, mislim, oni ne mora da znači da su oni najdramatičniji, ali definitivno su dramatični i definitivno se teško rešavaju. To je sve ono što čovekova civilizacija i svakodnevna i neke akutne situacije radi na uništavanju pojedinačnih vrsta, a naročito ekosistema, jer to onda se nama vraća kroz funkcionisanje, odnosno sve lošije funkcionisanje, pa tu jedan deo, na primjer, klimatskih promjena koji su isto tako značajan fenomen je direktno iz industrije i tako dalje. Следен соговорник е доктор Александар Јововиќ, професор на Машинскиот факултет на Универзитетот во Белград. Се занимава со инженерство во заштита на животната средина и го интересира техничкиот аспект од заштитата на природата. 3 problema u životnoj sredini su u svakom slučaju ovo zagađenje vazduha koje vidite da u regionu sve više postaje vidljivo. Ono je postojalo oduvek, ali postaje vidljivo upravo zbog klimatskih promjena. Znači, klimatske promjene ogoljuju taj problem zagađenja vazduhom. Tu su rešenja tehnički gledano relativno jednostavna. Znači, sistemi za prečišćavanje u termoenergetskom sektoru, razni drugi uređaji za prečišćavanje gasova iz industrije, promjena sistema saobraćaja, prestanak kućnih loženja, već prelazak na daljinske sisteme grejanja i tako dalje. Drugi problem je u svakom slučaju ispuštanje komunalnih voda u vodotokove. Danas u Srbiji 90% gradova, opština, znači 90% stanovništva ispušta otpadne vode u vodoprijemnike, a da nema sisteme prečišćavanja. To je ogroman ekološki problem i sve vidljiviji takođe. I treći problem koji je povezan sa ovim prethodnim je u svakom slučaju neodgovarajuće upravljanje otpadom. Danas možda imate samo nekoliko centara za tretman otpada onakve kakve vidite kada putujete po nekoj Austriji, Nemačkoj i sl. Третата соговорничка е доктор Снежана Олјача, редовен професор на Земјоделскиот факултет при Универзитетот во Белград. Таа истражува како загадувањето влијае на човековото здравје и храната која ја конзумираме. Što se tiče ljudskog zdravlja, pre svega najvažniji ekološki problem po mom mišljenju jeste zagađenost vazduha. Znači to je uopšte karakteristika celog ovog našeg regiona, svih naših velikih gradova i znači zagađenje pre svega iz ložišta, to jest sad u ovom zimskom periodu mi imamo ogroman problem u gradu Beogradu, ali i u drugim gradovima
Srbije, znači pre svega zbog grejanja, zbog termoelektrana, a i zbog saobraćaja. Znači to nam je, što se tiče uticaja na zdravlje, najveći i najgori problem. Naše termoelektrane, pre svega u Srbiji, Nikola Tesla i Kostolac, kao i termoelektrane u Bosni i Hercegovini su najveći zagađivači u Evropi. Što se tiče ispuštanja zagađujućih materija, pre svega se misli na sumpor dioksid, ugljen dioksid i ostale gasove koji su štetni pre svega za zdravlje, ali takođe doprinose i globalnom zagrevanju. Znači gasovi su sa efektom staklene bašte. Znači nama će biti ogroman problem pijaća voda u vrlo skoroj budućnosti. Загадувањето, лошото раководење со отпадот и климатските промени се главните проблеми на овие земји од Балканот. Навистина не постојат граници кога е во прашање животната средина. Но доколку ништо не превземеме, мракот кој ќе ни го донесе и днината, ќе не соочи со несогледливи последици. Суши, големи врнежи и недостиг на вода и храна.